Да, полека се враќаме во студиото. Планинарство и алпинизам, почеток на зимската сезона 2024-2025 во Македонија. Лазо Миновски, уникатната комбинација велосипедизам, планинарство и алпинизам е гостин во Македонија наутро. Наш чест гостин меѓу другото. Добро утро официјално. Добро утро. Што остреше? Што е тоа? Тоа се бајли специјални за качување по мразови и карпи. И како се користи тоа? Ништо, ги ставаме во раце и тргнуваме нагоре по мразевите. До каде нагоре? До каде? До каде ќе се одредиме некоја цел, нели нормално, до каде што завршува мраза, од каде зашто почнува за надоле. Како течат подготовките за еден македонски љубител на планините во зимската домашна сезона која што предстои? Ова е само еден интимен момент кога човек е сам, кога разговара со опремата, разговарате со опремата, нели? Па да, нормално, секогаш мораме да се спремиме опремата. Не знаеме што не чека, каде одиме. Мора да биде спремна и подготвена. Овој викенд се спремавме да одиме на Патишка река на Мразеви, ама стигнавме до селото Патишка река, ама врнеше дошт, моравме да се вратиме. А мислејќи дека ќе стартуваме со Мразевите овој викенд изминатиот. Така да ќе пробаме за овој викенд сега. Ке има услови за планинарење и алпинизам кај нас со оглед на тоа дека нема снег долги години. Веќе ни изгледа како цела вечност дека не сме виделе снег како што треба. Како е на планините? Па да, па и на планините исто е. Не е во таква кондиција планината снежна и сурова и ладна како што било порано. Ама ете се сногеме да правиме микс, качуваме карпи, газиме снегче, мразеви. Мораме некако да се спремиме, нели да бидеме секој спремни. Велосипедизам, планинарство, алпинизам. Бранко вели, тоа е ретка комбинација. А Бранко ретко греши? Да не отвараме таа тема. Таа е ретка комбинација, кој може да ја направи и како, сега ја себе си замислам, реално имавме време да се запознаеме, изминативе години, можам да кажам, и преку Вератур, благодарение на Бранко. Мене, например, од оваа страна, јас ве доживувам така. А колку е лесно и тешко да се спојат сите тие три стилови и веројатно успевате да ја направите таа комбинација затоа што сте репрезент. Сега, кога да ја видам, многу ми е едноставно лесно да поверувам, природно да поверувам дека може Лазо и велосипед, и да планинари, и алпинизам, и да освојува врвови. Не ми е воопште тешко. Да речеме пред 2018 година, летно време нели возев велосипед, дали на асфалт, дали по планините, офроуд, али и зимно време го правев истото тоа. Сега ми е супер комбинација, зашто летно време од март до октомври возам велосипед, нормално со по некое качување врвче, али зимски период си го оставам на планините, на искачување, на планинарење, некој вид алпинизам кој ќе фатиме, дали по мразови, дали по карпи, дали по некои нови насоки. Така да гледаме да не биде интересно. Односно, гледам меја да ме биде интересно. Дали Лазо воопшто влегува во автомобил? Или денеска за да стигне? Не, денеска сум исто со велосипед. Влегувам во автомобил ако треба да пренесам нешто габаритно, нешто големо, за до продавници и така натака. Вие сте вистински репрезент за зачувување на животната средина. Особено кај нас и за справување со оваа гужва во која што живееме. Поготово Скопје е рамен град и жално е да не возиме велосипеди. Овие температури зимно време воопшто не се ниски. Така да без проблем Што носите како опрема сега еве за возење велосипед низ градов? А па ништо сега, само не е нормално. Капа, ракавици, тоа е тоа, нели? Нешто ставате тука за дишење на воздухот? Научени сме загадено да дишеме, да. Добро. Ама затоа што правам комбинација преку викенд горе на планините. Се чистам. Се чистам. И така да балансирам некако. Тоа е балансот. Лазо, 2024 е на крајот, уште 14 дена официјално остануваат од годината. Кои се поголемите успеси на македонските високогорци во годината што помина? Па да, оваа година е успешна година. Ете, доктор Сашко Кедев качи 4 врвови над 8000 метри. Доктор Златко Јаковски исто качи еден врв над 8000 метри. Имаше неколку искачување, шестки, седмици и така натака. Едно нешто што ме радува е што
македонските планинари од оваа година го нападнаа Непал, ги нападнаа Хималаи. Не беа некакви големи врои, тоа беа пак некои 6.000 дарки, али битно е дека стартуваа и тоа е тоа што знам дека се заљубија и дека нема да застанат тука, дека се почесто македонските туристи, македонските планинари ќе бидат присутни во Непал и на Хималаи. Да, доктор Сашко Кедев има 12 од 14. Може ли само да го илустрираме достигнувањето да се не да се освојат, тоа не смееме никогаш да го кажеме, затоа што планината не дозвола да ја освоиме, ни дозвола само да се искачиме. Добро, кои се и правите зборови, ние не ги знаеме кои се. Искачување на врва, да. Да, правите зборови како сака, добро. Од една страна така е. Да, јас како велосипедист од една страна знам, нели се го искачевме и не го искачем. Ама по друга страна, ако видиме дали од Рейнолд Меснер, од почетоците на планинарението, секојаш планинарот кога и да не се качи на врвот, он се враќа. И сега потајно како размислува планинарот, идам да го искачам или идам да го оставам. Јас знам дека не се освоја врв, ама мислам дека има надпревар кај секој планинар. Надпревар сам со себе. Сам со себе и со другите. Па сега јас тука ќе прашам каков надпревар сам со себе за следен подвиг има Лазо Миновски. Па не знам, мислам дека оваа 2025 година почесто ќе се дружам со македонските планини и мојот велосипед. Имам многу обврски околу работата, али најавам 2026 се враќам повторно на високите планини. Да, тргна убаво со Ама Дабло, мисли документарецот кој што го емитувавме на македонската телевизија, едно прекрасно видео дело. Потоа застана на првата 8.000 дарка, тоа е маичката што ја носиш. Да. Она што кажа ново искуство или старото искуство повтор пат? Па јас мислам дека тоа е тоа што реков, мора да се вратиме на тоа што не го искачивме. Значи ќе биде старото искуство повтор пат. Имам тука подпрашање. Старото искуство повтор пат, нели како што велиш секој планинар се надпреварува сам со себе. Така? И зошто би се враќал на старото искуство повтор пат? Нели има желба да го надмине тоа? Не се искачи, се врати некаде од 2/3 беше, така? Ама без разлика, сакам да кажам, видел, пил. Друго, не е некако да се освои предизвик да се биде на друго место. Нели е тој предизвикот? Или додека не се освои врвот, како и да се нарекува освои, не знам, искачи, ајде добро, на едно место не се смирува планинарот сам со себе. А мислам дека сите планинари си ставаат рецки 1, 2, 3, 4, 5. Ете го. Не сме на тоа освојува. Да не се лажеме. Не е освојување, ама како да продолжам понатаму, ако не го искачи врвот што сакам, што тргнав и кај што сум најблиску. Значи, мене ме спречи времето, ја бев толку спремен и толку бев полуден и толку многу се јадам од внатре, не можам некојаш да спијам, зашто не се искачив на мојата прва 8.000 дарка. И ќе успееш. Бесен сум сам на себе. Дали требаше да стартувам сам и да не се вратам никош во Македонија или направив добро што се откажав на 6800? Колку може да се предвидат временските услови? Па не може. На тие врвови не може. На тие врвови не може. Нешто најдрагоцено е горе или во базен камп да се добија точна информација за времето. Нема шанси. А тоа е најдрагоцено. И многу поголеми високогорци не успеале во некои обиди, па се враќале, па успеале, го споменавме, ќе го споменеме повторно, доктор Сашко Кедев има 3 неуспешни експедиции, така што потоа се враќа на местата и има сега 12 до 14, многу е близко до 14 Peaks, до 14 врвови, и тоа беше прашањето. Како да му удоловиме на гледачот, што значи кога ќе успееш да достигнеш едно остварување по кое знаеш дека си еден од ретките и по кое знаеш дека си еден од најупорните, најпосветените. И по кое што тежнел? Види, ова е најголемата круна на секој, не е планинар, ова е хималаист, вижте. Значи, малце да ги поделиме работите. Не секој планинар има амбиции и сака да се качи на високи планини. Горе не се ужива, на македонските планини се ужива. И зимно, и летно време. Горе не се ужива, горе е брутално, горе си плаќаме за да не биде тешко.
Брутално тешко. Мазохистички сте настроени. Си патиме. Не знам кое е чувството, а и јас како се навлеков, не знам кое е чувството, зашто тоа се прави, за да се стапне горе на врвот. За една слика од 5 минути или на видео од 5 минути, жртвуваме година, 2-3 спремање. Што подразбира тоа спремање? Што значи за еден македонец да успее во таков подвиг? И финансиски, сите аспекти се... Првин треба да си најде слободно време. Да се спреми, да биде жртва дома со фамилијата, жртва со другарите, кога сите ќе излагат, ќе се забавуваат, а он ќе вежба и навечер и на сабајле. Второ, да издействува слободно време од 30 до 50 дена од работа да отсуствува, земајќи ги дека третото, најглавното во Македонија, финансискиот дел веќе го решил. Значи, да се реши третиот дел, а кај нас во Македонија е тоа главно. Што понатаму, еве, идеме на некаква 8.000 што кошта од 20.000 евра нагоре. Во моментот се страшно сумите, агенциите во Непал, а и сите други агенции во целиот свет, дали е од Севен Самит или не знам како врв, сите ги дигна... Самит се највисоките врвови на сите континенти. На сите континенти. Ги дигна страшно цените. Не можете, нали, на Аљаска, Северна Америка, нешто што беше порано $2,500, сега да е $20,000. Зборуваме за експедицијата. За експедицијата. Дома, врв, дома. Дома, врв, дома. И што понатаму, ако не се искачиме, ради невреме? Не зборам ради физичка подготвеност, ради психичка подготвеност. Што правиме кога нема да се качиме ради невреме? Ке се јадеме, како ја, например, сега. Ке успееш. Ке имаш шанс. Туку сакам да прашам, што е најпресудно? Физичката подготвеност или психичката подготвеност? Психичката, дефинитивно психичката. Горе на планините, дефинитивно психичката. Психиката е таа што ќе нонесе на врвот, а не физичката подготвеност. И таа што ќе го врати? Обавезно, да. Што ќе го врати човекот. Најглавен дел е враќање. Како можеш да се подготвиш за тоа? Како се подготвуваш за тоа? Не знам, јас некако психички сум надарен сам на себе. Супер работам кога сум под притисок. Тогаш нормално функционирам кога сум под притисок. Не ме интересира дали снимат камери, дали некој паѓа, дали лавина паѓа. Супер сум кога сум сам, кога сум во тесно, во ворник, во црвено, функционирам супер. И ќе заклучиме дека треба да се родиш за да бидеш овде. Али јас сум бил присутен каде што луѓе плачат, големи мажи и жени плачат. Прво, ја не знам со какви луѓе сум тамо од 400 до 1200 планинари од целиот свет. Не знаеме дали е богат, сиромав, дали е директор, дали е работник, обрастник, работник и така натака. Луѓето горе плачат. Кога се во тесно плачат. Сите знаеме кога сме супер. Кога ни е лесно, така? Колку кога сте така горе, колку меѓусебно си давате подршка и знаете вака да си дадете рака, ајде. Си даваме, ама јас во лицата им гледам исплашеност, страф. Горе се гледат на лицата страф. Колку и да правам шеги, шали, а познат сум по тоа, горе им гледам страф во лицата. Што не е мала работа. А понекогаш и јас се запрашувам дали е стварно опасно. Сам сум горе, сам сум во мојот шатор, инсистирам да сум сам. Може би подобро кога сме повеќе или потопле во шаторот, ама ради хигиенски причини, горе со секакви луѓе сум горе, различна храна, различни мириси, поубаво ми е кога сум сам горе. Страшно е. Си ја замислувам сликата и прво нешто што ми доаѓа да прашам е добро. Се качуват. Така? Да. И сега велиш, за да ја направиме таа слика или видео, ни требаат 5 минути. И сега таа радост, среќа, адреналина, 3 до 5 минути, колку е да е. И кога треба да се вратите назад? Кога присудувате сега треба веќе да тргнеме назад, да се вратиме назад? И? Затоа што види, ако е убаво времето, збориме на помалите планини, може да останеме и повеќе. Затоа што стварно толкав напор за да се вратиме одма не идем тоа, али на високите планини се знае колку се 5 минути, 10 и одма назад, ради висината што не соборува, не само што не соборува, нели немаме воздух, ни ја црпи силата, а знаеме дека на високите планини не е 50% горе завршна работа. Ја мислам дека горе кога се најдеме 30%, 70% е доле да се заврши работата.
И после, кога тргате надолу? Па ништо, кога тргаме нагоре, тука психата треба кај сите да е на поголемо ниво. Изразен затоа што расте адреналинот кај сите. Сите сме радосни, со солзи во очите, се качивме македонското знаме, шал и така натака, порака некакви спраќања. И мислиме дека сме завршили. Тука се прават грешки. Пошто имаме умор, замор. Кога имаме умор, замор, и адреналин, губиме концентрација, правиме грешки и тука може да стане фатално. Каде што 90% е насимнување проблемот. 90% е проблемот на насимнување. А да не збориме за тие што физички не се спремни, проблемот им е надоле и да не клизнат, и да не се случи нешто од физичка неспремност, они делот каде што во 2 етапи се симнуваме до бескам, не се ни симнуваат доле затоа што не се физички спремни. Не може да ќе легнат да спијат во кам 4 или во кам 3, наредниот ден треба да се земат до бескам, они са балја не може да се разбудат. Никој не може да ги разбуди. Телото едноставно нема грам атом енергија за да се покрене да се разбуди. И што во тие случаи? Има кој да помогне, има кој да асистира, Господ. има што се случува? Да не се лажеме, горе нема никој кој да помогне. Се оставени сме сами на себе. Какви агенции, какви другари, какви пријатели, какви шерпаси. Ние сме горе сами на себе оставени. Јас одам, не оди шерпасот за мене. Јас го јадам студот, не е и шерпасот исто посебно. Ја имам товар, шерпас. Значи, ние сме оставени. Јас едноставно не ги ни сакам толку многу шерпаси, да многу луѓе знаат дека не сакам многу и многу пати си одам сам на своја рака кога идам по планините без нив. Мене ми е убаво. Јас се кажам, под притисок ми е поубаво. Посмирен сум. Него диде некој пред мене, што ако иде пред мене? Еве, трне лавина да не ме заштити мене он. Зашто да ми го покаже патот кога има фиксни јажења? Збориме веќе на поставена рута со фиксни јажења. Мене ми тоа најнормално и секој да се оди сам. Единствено каде луѓе да се плашат кога идат со шерпаси, едноставно ако нешто се може би ќе ти помогне, што не е нормално. Не е морално да ти помогне. Може да кажеме, задржи го ова расположение. Духот. И се гледаме со освојување на врвот кој што ти остана. Искачување. Да. Благодариме Лаза Миновски беше Благодарам и на вас. Искачување. Сакам да го завршиме со освојување затоа што самиот ќе си ги надмини своите очекувања и самиот како да се освои себе. Така го доживувам тоа. Па да, надпревар, сам со себе си правам надпревар. Јас имам за некаква цел зацртано. Само ми е криво што на првата цел ми се случи невреме. Да се случеше на 5-та, 6-та. Ке речеш, стигнав до Па некаде. и по тоа ќе бидеш уникатен, зошто? Како и по многу други работи. Лазо Миновски ова утро гостин почитувани, најавивме сезоната 2024-2025. Алпинистите и планинарите ќе имаат можност во наредните месеци да уживаат во височините.